Почитувани, владата призна дека 10 месеци ништо не работело. Проектите со кои се фали Зоран Заев се проекти кои што се планирани и започнати во времето на ВМРО ДПМН. 10 месеци власта не само што не започна нови инфраструктурни проекти, туку ја запре изградбата на патиштата почнати од ВМРО ДПМН. За сега да се фали дека на нив ќе продолжи да работи. За магистралниот пат Штип-Радовиш, средствата се обезбедени од владата на ВМРО ДПМН преку Европската банка за обнова и развој. Патот Ранковце-Крива Паланка е пат со кој финансиите се обезбедени уште во 2015 година. И тој се гради, исто како и магистралниот пат Градско Прилеп, за кој средствата се обезбедени уште во 2016 година. Заев излажа кога овие патишта ги представи како инвестиција на владата на СДСМ. СДСМ ветуваше инфраструктурен бум, а гледаме инфраструктурна стагнација. Автопатите и магистралните патишта кои ги најави СДСМ се отпочнати во време на ВМРО ДПМН, а голем дел од нив се доведени во финална фаза на реализација. Овие патишта беа неосновано запрени подолг временски период. Автопатот Демиркапија Смоквица е проект целосно реализиран во времето на ВМРО ДПМН. Неговото пуштање во употреба неосновано се одолжува повеќе од 10 месеци, поради неспособноста на властите. Доколку ВМРО ДПМН беше на власт, овој автопат ќе беше пуштен во употреба. СДСМ неосновано ја запираше изградбата на автопатиштата Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, со што го пролонгира рокот на нивното завршување и пуштање во употреба, особено на патот Миладиновци-Штип, кој доколку ВМРО ДПМН беше на власт, сега ќе беше пред пуштање на употреба. Ниту еден пат кој беше презентиран од Заев не е нов проект. Овие патишта се проекти на ВМРО ДПМН. СДСМ, наместо да троши време на пресконференции, треба да ги продолжи проектите со цел нивно побрзо пуштање во употреба. Граѓаните не се со кратка меморија и знаат кој, што и кога направил за Република Македонија. Граѓаните заслужуваат подобро. Државата мора да оди напред. Неработата и стагнацијата не се решение. Ви благодарам.